подпредседателе, третина влада ја нема, па прашањава ќе ги упатам до премиерот. Две прашања имам. Покрај појавата на плаќање со кеш и давање на мито за мисии, во Арама има сериозни случаи на злоупотреби на службената позиција и сексуално малтретирање на подредени офицерки и војници од страна на високи офицери, вклучително и од страна на генерали и од началници во војната безбедност. Ццкајте. Истите високи офицери за возврат им ветувале унапредување, школување на војната академија и други бенефити. За изнудувањето на сексуални услуги од помладите по чин и функција од страна на нивните претпоставени и високи старешини се дознало случајно, тоест во текот на истрагата за примање мито, кое го обелоденивме исто така ние од ВМРО ДПМНЕ, а за кое Министерката за одбрана негираше. Значи, трагајќи по главните митаджи во Министерството за одбрана, во телефонот на уапсено лице се пронајдени докази, односно постојат фото и фонозаписи, или народски кажано, постојат слики и снимки со кои се потврдува злоупотребата на службената позиција од страна на генерал и полковник, и за истото е информирана Министерката за одбрана. Исто така, за истото е информирани и врховниот командант и председател на државата Стево Пендаровски, затоа што исти офицери се или може да бидат во негова надлежност. Пендаровски до ден денешен нема превземено ништо, ниту пак покажал интерес за нешто. Министерката реков дека за ова не знае, веројатно така и одговара на крајот од мандатот, да се не се крева прашина. Меѓутоа и таа, како и Пендаровски, не превзема ништо. Зошто немаат превземено? Таа имаше можност да се произнесе на 17 октомври, кога овој скандал го објавивме и го обелоденивме на јавноста преку социјалните медиуми. Но таа во координација со врховниот командант одлучија да молчат. Министерката за одбрана досега молчеше, впрочем и самата јавно кажа дека нема да одговара на моите прашања, па затоа денеска ќе го прашаме премиерот Ковачевски. Премиере, дали и вие сте запознаени дека во институцијата со највисока доверба кај граѓаните имате највисоки офицери кои изнудувале сексуални услуги од нивните подредени колешки, и дали ќе побарате оставка од министерката Петровска за непревземање, а со тоа и стимулирање на вакви и слични појави во иднина? Тоа е првото прашање, и второто прашање е кога ќе го разрешите Оливер Спасовски. Благодарам.